Синтетички материјали, текстил, пластични шишиња се горат во печките за затоплување во Делчево. Со нивната употреба, човек не може да заштеди, туку може да предизвика загадување на амбиенталниот воздух, но и болест на луѓето кои живеат во домот, предупредува хемискиот инженер во пензија Крум Николовски. Веќе при осигурување на овие материјали се ослободуваат хемиски соединенија кои имаат општо име фурани, а тоа се најмногу канцерогени соединенија кои се наоѓаат во воздухот. Соединенијата кои се ослободуваат при согорување на овие материјали се канцерогени. Нивното согорување на температура пониска од 1200 степени Целзиусови, значи тие фурани што ги спомнав не се распаѓаат, додека потполно распаѓање има на 1200. Загревањето кај нас, односно на дрво, е околу 850 степени. Значи тие нераспаднати ги вдишуваме. А што е најжално и најлошо, немаат мирис, боја и вкус. Значи не можеш да ги осетиш дека ги вдишуваш. Оваа практика се спроведува со години, но и покрај пропишаните казни во законот, кои се движат од символични 200 евра до 1000 евра. До сега казна не заработил никој. Не сме казнили никој, иако често наидуват на луѓе кои тоа го користат и ден денес има кои тоа го работат од незнање. Повторувам, од незнање тоа го прават и затоа им е потребно укажување. Укажувањето го правевме на начин со директни средби, меѓутоа сметам дека со флаери може тоа да се постигне поголем ефект. Практика за мерење на загадувањето на амбиенталниот воздух во овој регион нема. Прв пат мерења се врше изминативе 10 месеци во рамките на големиот проект Заеднички интегрирана политика за нискојаглеродна економија во прекуграничниот регион, поддржан од ИПА, програмата за прекугранична соработка, а имплементиран од невладината Амброзија од Пекчево и Центарот за обновливи извори на енергија од Благоевград. Резултатите ќе се соопштат до крајот на годинава, пошто и ќе се знае каков воздух дишат граѓаните од крајниот исток.